Јас ќе се задржам во делот на репликата само во она што значи одлука, односно точката одлука за распуштање на парламентот, иако колегата Павле Трајанов многу малку се задржа на тој дел, повеќе зборуваше дали треба да има избори, што било пржино, што бил договорот, партиите и така натаму. Господине Павле Трајанов, вие точно го прочитавте од членот 63 од Уставот, ставот 3, каде што точно вели: избори за пратеници во собранието се одржуваат во последните 90 дена од мандатот на стариот пратенички состав или во рок од 60 дена од денот на распуштање на собранието. И тоа го кажува Уставот. Но вие не отидовте подалеку да објасните, а тоа е многу битно и жалам што не го објасните, пошто знам дека сте исто така правник, стапувањето во сила на законите, на одлуките, примената на законите и на одлуките. Значи, стапувањето на сила е едно, примената е друго. Многу пати и во овој парламентарен состав, и во претходни парламентарни состави, кои што сме учествувале и вие и јас, знаете дека сме донесувале и закони, чија што примена била одложена, знаете дека сме донесувале закони, но со одредени членови со одложена примена, знаете дека стапувањето во сила на одреден закон или одлука не значи нивна примена, така да не ја замејуваме јавноста и ова затоа излегов да ви реплицирам, да ги појаснам овие работи за јавноста. Значи, нема никаква неправилност или некаква правна празнина во оваа одлука што сега е на дневен ред. Значи, донесувањето на одлуката не значи да мора и веднаш да стапи во сила. Донесувањето на одлуката може да има одложена примена и апсолутно со тоа не е прекршен Уставот нити уставноста. Она што вие цените, имате легитимно право да го запознаете и Уставниот суд со ова, но ве уверувам дека ова мораше да го знаеме, посебно ние како дипломирани правници, особено што ова се учи и на самиот на правниот факултет. И мислам дека и со самата дискусија на некој начин во почетокот, пред да преминете на она што значи избори, дали треба да се одржат и не одржат, вие и потврдивте дека нема никаква неправилност во донесувањето, односно во изгласувањето на ваква одлука. Значи, одлуката е легитимна, нема никакво прекршување на Уставот, со тоа што Уставот ништо не вели во делот на стапувањето во сила на одлуките и во делот на одложената примена на одлуките. Благодарам.